Добро вечер, горди, храбри, пркосни струмичани. Пркосни затоа што 5 години пркосите на оваа власт. Сега еве, ниту времето не може да не стопре. Уште 9 дена не очекуваат до големата победа. Победа за Социјалдемократскиот сојуз и Република Македонија, победа за подобра иднина. Пред неколку дена на овој плоштад беа едни други. Овој плоштад го критикуваа јавно, а тајно му се дивеа. Донесоја 320 автобуси, 170 комбиња, зборуваја 5 сата, но не ја убедија Струмица затоа што напросто немаше струмичани тука. Струмичани седеа дома и чекаат да дојде денеска, 26-ти, да излезат и да ја потврдат социјалдемократската опција, затоа што таа е успех за победа, затоа што таа е успех за иднина, затоа што таа е успех за подобар живот. Струмичани знаат дека изминативе 5 години еден денар нема во нашата општина. Струмичани знаат дека го нема патот Радовиш Струмица, дека го нема патот Струмица Дојран, дека нема пречистителна станица, дека нема болница, дека нема гасификација, дека нема ништо. На 5 јуни граѓаните на Струмица ќе ги казнат, затоа што тие ја казнуваа Струмица цели 5 години. Почитувани мои сограѓани, дождот врне, нас не сопира. Денеска не сопреа ни притисоците од ВМРО ДПМНЕ, преку институциите, преку полицијата, преку откупните пунктови. Почитувани пријатели, драги сограѓани и сопартици, вечерва сум овде со вас со една единствена цел. Да се сплотиме сите заедно и со заеднички сили да ја спасиме иднината на оваа наша мала и мила држава, да ја спасиме од една власт, не само што ни ја уништи сегашноста и плука поминатото, туку власт која сака да ни ја украде нашата и иднината на нашите деца. Затоа овде, од преубавата европска Струмица порачуваме. Дојде време да го архивираме диктаторот. Господата од ДПМНЕ очигледно не се срамуваат повторно да ни ветат членство во НАТО и ЕУ, дури и сега, кога нивната политика не доведе до таму да Европа размислува за укинување на визната либерализација. Размислувате ли, господа од ДПМНЕ, воопшто дали вашите празни ветувања ја уништија и најмалата трошка надеж за просперитетта и убава иднина на оваа наша држава? Зарем ни малку не се срамувате да градите споменици и музеи и упорно го убедувате народот дека тие ваши грандиозни камења и бронзени објекти се за негово добро? За какво добро му зборувате вие на овој измачен народ кој со еден ваш лав ке најаде илјадници гладни усти? Згоре на се, пред Струмичани излегувате и мафтате со вашиот манифест и се фалите со проекти кои ги изработи општина Струмица, а не вашата влада. За разлика од вас, Социјалдемократскиот сојуз нуди тим од докажани и успешни луѓе. Луѓе кои умеат оваа веќе од вас доволно задолжена и осоромашена Македонија да ја вратат на вистинскиот пат кој води кон просперитетна држава. Добро вечер, Струмица! Добро вечер, вистински струмичанки и струмичани! Добро вечер, мои сограѓани! Врни, Господи, истурај, за десетката гласови ќе има нагоду во нашата Струмица! И кога на дожд не има волку, полни ми се очите,
Полна ми е и душата и срцето. Полна гледка со полниот плоштад ми дава за право на сиот глас да кажам: ова е победничка Струмица! Ова е победничка Македонија! Сега кога престана дождот, ќе одржиме митинг за мерак. Ќе ви кажам се од почеток до крај. Почитувани струмичани, Македонија и Струмица се како мајка и ќерка. Две сродни души што неизмерно се сакаат. Некој ќе рече каква мајка, таква ќерка. Да, ама во последните години не е така. Ќерката се разубавила, па сите наоколу зборуваат дека станала вистинска убавица. А мајката ни крива ни должна страда и боледува од разни болести. Не може веќе така. Ќе ја излекуваме Македонија. Ќе ја исправиме на нозе нашата мајка. Оти ни треба, оти без неа сме никој и ништо, оти само таа ни е татковина. Ајде со здружени сили, заедно со народот, заеднички да се избориме за здрава, жива, среќна, успешна и долговечна Македонија. Ајде на оние што Божем велат да им го кажеме нашето единствено не. Оти тие велат да само за фамилијата и за нивниот синџир пералници за пари и пералници за човечки мозоци. Испра, почитувани, се што може да се испере, ама заборавија самите да се исперат. Балкани се догуша, па не може ниту Вардар да ги испере. Ниту сите води во Македонија. Од Охридско езеро до водите во Козјак, од Мавровско езеро до Турија и Водоча. Почитувани пријатели, слушнав деновиве еден виц. Фатил некој сиромашен човек од нашите рибари овде, риба и поитал дома да ја зарадува жена си. И рекол: ајде жено, подготвија рибата да ручеме и ние како луѓе. На тоа жената одговорила: абре мажу, како да ја подготвам кога ниту зејтин имаме дома, ниту маст, а да имаме што дека кога немаме струја да ја испржам рибата. Разочаран човекот ја зел рибата, се вратил кај реката и ја фрлил во водата. Рибата радосно запливала и извикала: да живее Грујо. Колку и да е смешно, драги мои пријатели, многу повеќе е жално. Оти многу семејства во Македонија се дојдени на тоа дереđе. Може би рибите не зборуваат како луѓето, но повеќе од сигурно е дека народот ни молчи како риба, плашејки се да каже колку му е тешко. Молчи и трпи, трпи и молчи, но со душа го чека 5 јуни да си го каже своето и да почне слободно да диша. Цела Македонија ги чека овие избори. Сите го чекаат 5 јуни. Казна ќе има голема. Голема казна за големите измамници. Од кога Груевски од боксер стана премиер, народот 5 години е во нокдаун. Од како во оваа земја Амди Бајрам е Кока-кола, секој трет граѓанин во земјава е на леп и обична вода. Така е кога имаме власт
гола вода. За жал вистината вели каква власт, таква држава. Но за среќа оваа држава знаела секогаш да си ги повторува лекциите од минатото и да се учи на собствените грешки. Два пати едно по друго овој народ наседна на портокалови финти. Ама едва чека трета мајка, за да каже дека на расипаните портокали местото има во кантите на ѓубре на Зоран Ставревски. Не е далеку тој ден. Еве го кај 5 јуни. Почитувани, деновиве се случија две крупни лаги за 2 дена едно по друго. За 21 мај некој предвидуваше дека ќе се случи смак на светот. Таман помисливме дека нема ништо од тоа, кога следниот ден да се случи нешто што наликуваше на смак на светот. Си реков, промашиле еден ден. Арно, ама за среќа тоа било само митинг на ВМРО ДПМН. Две крупни лаги во 2 дена. 2 дена поред плашам ти манго децата. Но добро е, сите преживеавме. После се што кажа на митингот и тие останаа живи. Само ме чуди зошто им треба 320 автобуси, 170 комби возила и преку 500 автомобили од сите краишта на Македонија. Толку многу возила, толку многу луѓе, толку многу врева за едно единствено зајче. Мора да е некој супер зајак, некоја крупна и ретка зверка. Знам само едно, почитувани пријатели, дека на лагите на ВМРО ДПМН им се кратки нозете, кратко опавчето, а долги ушите баш како кај зајакот. Плюс тоа, зајакот најдобро од сите знае да бега како што бегаат од критиките на Брисел и Вашингтон, како што се бега од одговорноста за сиромаштијата, како што се бега од тутунарите, лозарите, сточарите, градинарите и конечно, како што се бега од телевизиски дуел. Па сега народот нека процени кој има заечки манири, а кој не. Но за да не се лутат луѓето од власта, еве ќе им попуштам како попаметен, па нека сум јас зајчето. Нека им биде кога така сакаат. Ама знам дека на 5 јуни цела 4-та изборна единица, од Струмица до Прилеп, од Радовиш до Гевгелија, од Новосело до Могилев, ќе пее песната Зајченце миличко. Не е прв пат да им правам добри работи на луѓето од ДПМН. На последниот митинг овде во Струмица реков оти ќе направам нов, поубав и поголем плоштад за струмичани. Па бујрум, нека дојдат и тие, сите ВМРО-вци од Македонија до куче и маче, нека митингуваат. Речено, сторено. Од кога го оставија Скопје без плоштад, дојдоа, митингуваа, видоа и си отидоа. Па сега повторно по дома раскажуваат што виделе. Секое доаѓање нова Струмица. Тоа што на Ставревски не му се допаѓа плоштадот, тоа е друга работа. Му личел овој плоштад на Тирана од времето на Енвер Хоџа. Абре, Зоране, што те гледам смешен. Не личи струмичкиот плоштад само на оној од Тирана, туку и на Тиенанмен во Пекинг
И тоа по заслуга на твоите два мега плакати, како оние на Енвер Ходжа и Мао Цетунг, поставени на Центарот за култура Антон Панов и на зградата на Фондот за пензijsko и здравствено осигурување. Мој Зоране, окупатору на јавните установи, срцето и душата ми знае во вакво време како се гради ваков плоштад, за сега ти да се звериш од сите негови страни. Ама нека гледа народот и нека сече. Ке пресече на 5 јуни. Ти што си роден во Охрид, што живееш во Скопје, а што мислиш на Америка, најде да зборуваш за земјоделството. Ајде заедно јас и ти да тркнеме до некоја нива, под некоја фолија и заедно пред земјоделците и телеобјективите да си позборуваме за аграрот. Па да видиме дали си научил што е тиква, а што е краставица, што е политика, а што е мотика. На какво дередже си паднал да делиш канти за ѓубре, купени на кредит од позајмица на министер за финансии. Ама ти одамна не си министер за финансии, туку министер за презадолжување на се уште неродени македонци. Ти си министер за производство на сиромашни луѓе. Ти најде да отвараш уста за гасификацијата, а добро знаеш дека Струмица ќе добие газ уште годинава, а на твојата гасификација Македонија ќе чека најмалку до 2025 година. Се мислам дали да кажам збор 2 и за Силвана Бонева. Јас се што имав кажав за неа и покажав кој е кој на локалните избори. Само дознав дека во последно време напреднала малку. Веќе научила неколку имиња на струмичките улици, па дури имиња на неколку села во нашата општина. Но научила и дека е можно да се изведе водовод и канализација на подземниот дел на плоштадот. Научила повеќе работи, само никако да научи дека Струмица не ја сака. Дека струмичани, па дури и нејзините сопартици, органски не може да ја сварат. Но доста и за Груевски, и за Ставревски, и за Бонева, и за сите останати во лошото друштво. Ајде да се соочиме со вистината за Македонија. Кога лавовите и спомениците се поважни од државата, кога восочните фигури се поважни од луѓето, кога површината на еден плоштад во Скопје е поважна од површината на цела Македонија, кога лекаат млекарите, лозарите, тутунарите и стечајците, кога Македонија ги соборува сите рекорди во сиромаштијата, кога на луѓето им се укинува социјалната помош и сините картони, кога економијата тоне, здравството ни е во колапс, а најголем подвиг во образованието е бело теле, бела крава, бело млеко нам ни дава. Кога државата назадува на сите полиња и е се подалеку од Европската Унија и НАТО, тогаш е време да се крене гласот. Време е народот да инвестира во својата иднина, во иднината на своите деца, во иднината на Република Македонија. Време е за реализација на една сериозна програма од сериозна партија. Дојдено е време за една поинаква Македонија, стабилна, економски посилна и со нишани на една европска модерна држава. Време е, почитувани пријатели, за нова,
победничка иднина, за твојата иднина, за победничка Македонија. Ајде на оние кои Божем работат 24 часа 7 дена во неделата и поради тоа не се спиени цели 5 години, да им дадеме шанса да отспијат малку. Ајде да се погрижеме да не му дадеме повторно лопата в раце на македонскиот Чак Норис. Оти со многу лопати ни ја погреба државата. Ајде да ја завршиме работата на 5 јуни, а потоа заеднички да ги засукаме ракавите за доброто на нашата татковина. Знам со сигурност дека на 5 јуни доброто ќе го победи злото, вистината ќе ја победи лагата и дека десетката ќе ја победи петката. Ајде да ја покажеме на цела Македонија која е Струмица, какви се и кои се струмичани. Ајде на сите да им покажеме дека во Струмица најсилно ќе победиме. Да не се викам Зоки Заев, ако тоа не е така. Ова што ни се случува е волја само на еден човек, на малкумина. Меѓутоа само силно и обединето мнозинство може тоа да го промени. Никој од нас не стои пред вас да ви вети чуда. Меѓутоа сите стоиме пред вас и со чист образ ви ветуваме пресврт. Пресврт македонски во кој после 5 јуни ова ќе биде подобра држава. Ви ветуваме политика која ќе ги решава најголемите проблеми, а која нема од нив да бега. Политика која што нема да се крие од одговорност, нема да се крие од ТВ дуели, нема да се крие од дебати и соочувања. Имаме прецизен план. Новата влада на Социјалдемократскиот сојуз ќе почне прво со тоа што ќе учи од грешките на оние кои беа пред нас. Погледнете само на неколку километри од Струмица. Подсетете се што се случуваше со соседна Бугарија во изминативе 10 години. Само една година, откако влегоа во НАТО, во оваа држава влегоа 2,7 милиарди евра. Од другата страна, во соседна Албанија, за само една година по членството во НАТО влегоа 680 милиони евра. Бидејќи и за вас и за мене тоа се многу пари кои не можеме да ги замислиме, ќе ви кажам дека се тоа доволно пари. 11.000 луѓе да примаат просечна плата во следните 30 години. Тоа беа парите кои отидоа во Албанија, кои отидоа во Бугарија, а ја заобиколија Македонија. Тоа мора да го промениме. Тоа ќе го промениме после 5 јуни. Драги пријатели, 9 дена, само уште 9 дена не делат од големата одлука. На 5 јуни се ќе биде во ваши раце. И судбината и иднината, ваша, на вашите семејства, на вашите деца, меѓутоа и судбината и иднината на целиот наш народ, на оваа држава. На 5 јуни вие ќе решавате каков живот ќе живеете, каква држава ќе имате. Состојбите во Македонија на сите ни е јасно, не само на нас, ви тврдам и на 90% од членовите на ВМРО ДПМН. Им е јасно дека не ни чинат, што е најстрашно од лошо одат кон полошо. Уште некој чекор во овој погрешен правец и ќе паднеме во провалија после која враќање назад нема. Македонската економија е во катастрофална состојба. Стопанството пропаѓа. Нема инвестиции, ниту домашни, ниту странски. Нема нови фабрики, нема нови работни места. Бројот на вработени во индустријата постојано се намалува. За 5 години вкупниот надворешен долг на земјата е дуплиран.
од 2 милиарди 370 милиони сега изнесува преку 4 милиарди и 600 милиони евра. Почитувани граѓани, кој ќе ги враќа тие пари? Кој ќе ги враќа тие кредити? Ние, каков грујо, ние ќе ги враќаме, секоја наша фамилија, секој наш човек, и тоа од сега со години натаму. Овој народ во минатото поминал и турско, и српско, и бугарско. Имало разни робства. И сме виделе, ако не ние, нашите дедовци, прадедовци, што значи окупаторска власт, странска завојувачка власт, поробителна власт, кога го малтретира и тероризира народот. Ама да доживееме во наша самостојна, независна Македонија во 2011 година, 21 век, власта да го малтретира народот што ја избрал, тоа никој не го очекуваше. Само закани, само уцени, само заплашување. Нема слобода, луѓето се плашат на телефон брат со брат да зборува, вика не прислушкуваат. Од митингот во Скопје го повикав Груевски, ајде на ТВ дуел. Ајде пред цел народ. Ајде пред камери, избери телевизија, избери новинар. Од пред 3 дена му викам, ајде на митинг на ВМРО ДПМН, таму ќе ти дојдам, ајде таму пред твоите да се соочиме. Ако си на вистина Ако си на вистина таков реформатор, преродбеник, пастир, како што го те викаат твоите, ако си најголемиот јунак после Александар Велики, цврст, решителен, сите аргументи на твоја страна, а ја потрошен транзиционер од Старков, крив за се во држава, ако заврне има поплава, Бранко е крив, ако не врне, ако е суша, Бранко е крив. Абе, човек, што не прифатиш, ајде излеземе пред цел народ, со аргументи победиме, поразиме, понижиме, растуриме. Нејке. Нејке. Нејке со мене, нејке со маш, еве нејке со жена. Со што сака човек? Не знам што е тоа, ама што и да е, ние во СДСМ такво неаме. Затоа што не можам да гледам како се растура државата. Затоа што не можам да гледам како ни го понижуваат и подценуваат народот. Затоа што не сакам да живеам во земја покрај луѓе со наведнати глави. Сакам да живеам во нормална земја. Сакам да живеам покрај луѓе полни со оптимизам, со верба во себе и во иднината. Сакам да живеам покрај насмеани луѓе. Живеам за моментот да го видам македонското знаме како ќе се завее пред НАТО и Европската Унија во Брисел. Да ја видам Македонија седната на иста маса со Америка, Германија, Франција, Италија, Велика Британија. Да одлучуваме на рамна нога. И ние да имаме право на вето. И ние да се прашуваме. Сакам да победиме, зашто и јас, како и вие, имам деца што сакам да живеат во оваа земја. Да си ја сакаат Македонија. Тука да дипломираат, тука да се вработат. Кога ќе излезат негде во странство и кога ќе ги праша некој, од кај си, со гордост да речат, од Македонија сум, од Македонија сум. Состојбите во државата се тешки, проблемите се големи, ама може да се решат. Ова што ни се случува не е наша судбина од која нема бегање. Ова што ни се случува не ни е од Бога пишано па да се помириме. Се може, се мора да биде и поинаку и подобро. Ние заедно со вас тоа можеме да го направиме. Еве приликата, еве шансата на 5 јуни, еве ги изборите. Ајде сите заедно да искористиме таа прилика. Ајде сите заедно на 5 јуни да донесеме одлука со која ќе се гордееме. Ајде сите заедно да извојуваме победа. Победа за нашиот народ. Победа за Македонија.
Cela zemlja je na noze, ovaj narod ne se plaši. Ova bitka nema, naši ili vaši. Cela zemlja je na noze, sine sme povisko zname, Македонија. Социјалдемократски сојуз на Македонија. За твојата иднина.